Судирот во Сирија навлезе во 4-та година. Обединетите нации проценуваат дека загинале над 100.000 лица. Режимот на председателот Башар ал-Асад се обидува да ги разбие бунтовниците, но тие пружаат отпор со подршка на голем дел од сириското население, но и на борци од странство. Овие лица доаѓаат од неколку земји, вели Даниел Сервер од Институтот за Блискиот Исток и професор на школата Джонс Хопкинс за постдипломски меѓународни студии. Главно од Блискиот Исток, но има и од Европа, неколку дури од САД. Има известен прилив и од Пакистан. Ова е сериозен проблем. Иако овие лица се борат против режимот на Асад, што Вашингтон жестоко го критикува за прекршување на човековите права, Сервер наведува дека САД се загрижени за тоа што се работи за радикализирани милитанти. Јасно е дека Сирија или барем делови од Сирија се во опасност да станат засониште за екстремистите што тие ќе го користат како база за евентуални напади против САД. Тоа се случи во Јемен, во Пакистан и во Авганистан. Стручњаците сметаат и дека голем број сирици се двоумат дали да се приклучат на бунтовниците поради странските борци во нивните редови. Режимот на Асад така има корист од фрагментацијата на бунтовничките групи, мисли Лейла Хилал од Вашингтонската фондација Нова Америка. Опозицијата е се повеќе фрагментирана. Има околу 5000 различни борбени единици. Без да се обединат, тешко е да водат успешна борба. Мировните преговори меѓу Асад и бунтовниците не дадоа позитивен резултат, а Хилал смета дека кризата во Украина само ги намали шансите за тоа. Ситуацијата на Крим ја поткопа соработката на Русија и САД да соработуваат на дипломатско решение за Сирија. Поради кризата во Сирија 2,5 милиони лица станаа бегалци. Хуманитарната криза само ќе се влошува без дипломатско решение, предупредуваат аналитичарите.